Некогаш незаменлив дел од селскиот живот, денес магарето во Македонија станува реткост. Прашањето што се почесто се поставува е едноставно: каде исчезнаа макарињата и зошто никој не одговара за тоа? Во селото Велестово над Охрид магарето со децени било дел од секојдневието, но и од туризмот. Според локални сведоштва и медиумски извештаи, холандски туристи посебно ја барале турата со магариња како автентично искуство. Од Охрид до Велестово со магариња низ природа. Пред 8 години беше финансиран проект од европските фондови со цел да воспостави организирана туристичка, едукативна и терапевтска програма со тренирани магариња. Проектот беше промовиран како пример за одржлив рурален туризам и зачувување на автохтоните животни. Но наместо поддршка, проектот наиде на административни блокади и институционален молк. Се шпекулира дека се злоупотребувале пари од проектот. Според официјални податоци, бројот на магариња, само магариња во Македонија од Државниот завод за статистика во 2018 година имало 897 магариња, од кои 543 машки и 354 женски. Но во меѓувреме во јавноста почнаа да кружат информации дека тој број е драстично намален заради интензивен откуп на магариња од македонскиот пазар поради растечката побарувачка на магарешко млеко и магарешко сирење, кои се меѓу најскапите производи во светот. Во регионалните медиуми се спомнува и производство на магарешко сирење во Србија, поврзано со бизнис партнери блиски до светски познати личности, меѓу кои се појавува и името на Новак Ѓоковиќ, но без официјални докази дека магарињата се извезувале од Македонија. Темата е дотолку повеќе сензационалистичка, ако се точни информациите дека 1 литар магарешко млеко чини над 30 евра, а килограм магарешко сирење достигнува до цена и од 1000 евра па и нагоре. Земјоделските и туристичките експерти предупредуваат дека исчезнувањето на магарињата е резултат на системска негрижа, отсуство на државна стратегија и непостоење заштита за вакви иницијативи. Додека други земји го претвораат магарето во туристички бренд, Македонија дозволи ова животно тивко да исчезне, заедно со една економска и културна можност. Иронично, додека вистинските магариња исчезнуваат од македонските села, граѓаните се почесто коментираат дека магариња се уште има, но на две нозе. Дали исчезнувањето на магарињата е уште еден показател за системска негрижа, корупција и промашени приоритети? Или пак Македонија се откажува од уште еден можен важен извор на приходи, додека другите профитираат?